Нема пакетчиња? Или политичарите ги украле, или Дедо Мраз не стигна сегде. Почнавме? Почнав. Среќна нова година и среќен Божик на сите. Христос се роди, вајстино се роди, со цела среќа се роди во Витлем, надвор од македонско здравство, затоа што ако се родеше кај нас, тешко дека ќе доживееше тој стари години од 33 години. А почне и нова година, со новата година следат нови радости, например имаме радости со поскапување на струјата, честито нека вие што гледате ова на поскапо, мене ми е баш мило што вадите од джеп пари за да го гледате ова и да трошите. Ќе нема ни ефтина струја, а и што ќе ни е, гроф никад не е бија циција. Тоа сме кај цици, почнува и економска криза, нормално. Некои ја гледат како економска криза, некои ја гледат како што е предизвик. Предизвик за преживување, за летно тело, за плажа. И нормално, владата со ова не спасува од многу болести како што носи дебелината, например срцеви болести, диабетис, тип 1, 2, 3, 4, 7, S, 11 плюс Pro, какви да има диабетиси. Покрај тие предизвици, среќна ова година ќе се соочиме и со предизвикот, например, да го речеме спорот со Бугарија, па да видиме дали не измислил Сталин, не измислил Тито, не измислил Кардель, можда не измислил Волт Дизни, можда Мики Маус, можда, не знам, Ханс Кристијан Андерсен. Не знам која е теоријата, али тоа е предизвик што ќе треба да го решиме ова година. Од други предизвици, веројатно ќе видиме предвремени избори, што да не, барем некој поклон да видиме, мајца од партија Шалче, нешто, да се, колку запрашина да има да се, и за спиење. Мислам, и зато не се такви ништа да кошмари спиеш во мајца од СДСМ и ВМРО и сакаш да се разбудиш свеж. Нема шанси. Други предизвици немаме. Освен лични предизвици, да сме подобри луѓе, да сме подобри сопрузи, да сме подобри родители, да сме подобри колеги, да сме подобри граѓани, да сме подобри што знам јас све. Али бидете што сакате, подобри, полоши, новата година ќе каже. Ајде сега, чао. Добро. Чао.